Почитувани, на една недела пред одржувањето на локалните избори, исходот е сосема јасен. На 24 март, граѓаните на нашата општина ќе гласаат за кандидатите на коалицијата Сојуз за иднината. После очајниот митинг, кој ДПМН го одржа во Прилеп, токму на ова место, тоа им е јасно, дури и на нивните најзакоравени поддржувачи. Во сите демократски земји, промената на власта е нормална работа. Особено кога за тоа постои јасно изразена волја на народот. Народот дава, но народот и зема власт. Од 91 година до денес, цели 18 години, власта во Прилеп е во рацете на ДПМН. Од нив пак, дури 8 години, прилепчани за градоначалник го има Маријан Ристевски. Што остави зад себе градоначалникот во заминување? Остави економски пустош, армија невработени и сиромашни граѓани. Казната која нему и на неговата партија на 24 март ќе му ја испорачаат нашите сограѓани, ќе биде јасна и недвосмислена. Доста е, време е за промени. Во Скопје се веќе поднесени 210 представки за прекршување на изборниот законник и предвремено почнување на кампања. Следиме, мониторираме, знаеме се што се прави. Се е забележано. Има многу коруптивни дејствија и повреди на изборниот процес. Тоа се тешки кривични дела, кои повлекуваат ригорозни казни. Секој од нас одговара за своите постапки. Од тие причини, денес, одовде, упатуваме апел до градоначалникот во заминување Маријан Ристевски и до сите негови соработници, раководители во локалната самоуправа и во јавните предпријатија, честно и достоинствено да ги одработат последните денови од нивното владење. Се надеваме дека своите професионални обврски ќе ги извршат согласно Уставот и законите на Република Македонија и дека ќе покажат почит, фер и коректен однос кон вработените во јавната и државната администрација. Маријан Ристевски и ДПМН не треба никако да заборават дека после 24 следи 25 март, денот кога прилепчани ќе почнат да испишуваат нова страница во својата историја, историјата на својот град. Почитувани сограѓани, време е, победуваме! Thank you.